Снежана Манева, жител на улицата Иван Иванов Балашов во Кочани, сведочи за вчерашниот пожар кој се случил кај спомен домот Асном. Според неа, тревата треба да се коси додека е зелена со цел да не дојде до нејзино палење. Постојат одреден број на луѓе кои што се невработени, за кои како што вели дека решение за нив би се нашло, доколку општината ги ангажира за овие површини да бидат искосени за во иднина да се намали бројот на пожари. Случува се некогаш, имавме една година у еден ден 3 пати пожар. Додека дојдат угасат го, па се запали, па се угаси, па се запали. Травата треба да се косе додека е зелена, да не се створа во стрниште што лесно се пале. Значи, има толку луѓе што немат работа, што немат што да работат, примат социјална помош. Зашто општината не ги ангажира овие површини да се искосат, да не дојде оваа фаза на сува трава што лесно горе и што лесно може да направи бела. Цревото одма од гражата, прво бандерата вадеме за да не се запале бандерата, да не дојде поголема проблем. Прво се јавила на 193, а оттама ја упатили да се јави на бројот за итни случаи 112. Вели дека имала проблем со тој број бидејќи никој не комуницирал со неа, туку само секретарката го повторувала бројот. Звоних на 193, упатиеме на 112. Јавувам се на 112, повтарат ми го постојано бројот, меѓутоа никој не комуницира со мене, него само го повтара броја. Јавете се на 112 за хитни случаи. Нема реакција никаква на моето јавување. И после дојдоа пожарникарите, дојдоа колите и на брзина се санира. Манева вели дека ова не е прв случај со пожар на ова место. Во минатото се случувало да има и по 3 пожари на ден.